Околу 50 деца ќе бидат згрижени во новиот транзитен центар за деца од улица, кој официјално денес во употреба го пуштија министрите за внатрешни работи, труд и социјална политика и градоначалниците на град Скопје и општина Гази Баба. 9 вработени ќе се грижат за децата питачи во транзитниот центар кој ќе работи 24 часа и нуди пристојни услови за згрижување и безбедност. Во рамки на дневниот центар за деца на улица во Гази Баба, каде што досега во еден дел децата престојуваа по 8 часа во текот на денот, се преадаптирани, односно се доопремени другите простории и практично во рамки на дневниот центар ќе го отвориме и посебниот транзитен центар, каде што децата на улица ќе може да ги задржуваме и во период до 48 часа, период согласно законот сосема доволен за да стручните служби и тимовите на Министерството за труд и социјална политика по изведените заеднички акции со Министерството за внатрешни работи може да проценат како и каде треба да бидат згрижени овие деца, дали да бидат вратени кај биолошките семејства, дали да бидат згрижени во згрижувачко семејство или во соодветна установа. Според податоците од досегашните акции на МВР и Министерството за труд и социјална политика, на територијата на Република Македонија згрижени се над 75 деца, од нив дури 30 се на територијата на град Скопје. Овие акции продолжуваат и понатаму, а се со цел, како што посочи министерката Јанкуловска, да се сузбие питачењето на улица и злоупотребата на децата, но и да се обесхрабрат лицата кои ги принудуваат децата на овие активности, бидејќи според податоците станува збор за организирани групи кои пред се го злоупотребуваат детскиот труд. Поднесени се соодветни поднесоци, од кои 21 се кривични пријави за запуштање на малолетно лице. Евидентно е дека ваквите заеднички активности на институциите даваат резултати. Охрабрува фактот што Министерството за труд и социјална политика во соработка со општината Гази Баба и со градот Скопје успеа да обезбеди еден простор каде што на децата кои ќе бидат дислоцирани од улиците им се овозможува да престојуваат во пристојни услови. Иако меѓу децата питачи имало и такви чии семејства веќе добиле социјални станови од владата со што нивното стамбено прашање е решено, Министерството за труд и социјала и понатаму работи на нивна ресоцијализација. Она што останува најважно, како што додаде министерот Спировски, е покрај институциите сите граѓани да се вложат во процесот на ресоцијализацијата на овие деца и да придонесат кон нивно продолжување и водење на нормален живот.